И денешниот разговор ни е на одлична тема, радосна вести овој пат. Двајца тетовци добија златни плакети на 46-тото поред издание на Државниот фестивал на непрофесионален филм. Со мене утрово се моите веќе драги гости, што често гостуваат во нашата емисија со нивни нови успеси, Драги Неделчевски и Ана Андонова, со кои ќе разговараме околу самиот фестивал, околу нивните награди, но имаме интересни содржини за денес. Добар ден за вас, добро дојдовте повторно во нашето студио, честитки за добиените награди. Благодарам. Ајде да разговараме, Ана, најпрво со тебе. Твојот филм Секунда до вечноста беше награден со златна плакета за краткометражен игран филм. Кажи ми нешто повеќе околу критериумите, како се одлучува кој ќе добие награда, нели? И како се чувствуваше ти кога ја доби оваа награда? Се разбира, бев многу изненадена и мислам дека жирито имаа некои посериозни критериуми. Тие гледале на многу аспекти, како за мој, така и за другите филмови. И можеме да видам разлика од други фестивали. Така. Колку се овие награди мотивација за тебе, поттик да продолжиш со работа и ете некој доказ дека тоа што го правиш вреди? Па за мене тие представуваат само мислења, затоа што не можеш од секого да добиеш искрен одговор. Вака и преку конкуренција ќе видиш до каде си со твојата работа. Значи добро е за тоа да видиш до каде си ти, до каде се другите, можеби да научиш нешто ново од другите, да научиш ти некого на нешто, нели? Да. Секунда до вечноста не мојова прва награда на филмот, беше препознаен и на меѓународната сцена. Кажи ни малку повеќе и за ова и за таа награда. Да, исто така филмот беше и на интернационалниот надпревар за проекти во Романија, наречен Infomatrix, и таму освои сребрена медала. Така. И таму беше интересно да се видат толку проекти од, речиси, од цел свет, и имав можност да им го представам мојот филм на секого поединечно и јас да ги видам нивните филмови, да видам како од различни земји, како деца на моја возраст, како тие реагираат, какви коментари и по нивните изрази на лицето. Какви коментари доби некој што ти остана така во сеќавање по интересен коментар околу својот филм? Дали имаше некој што беше зачуден од самата тема, пошто бидејќи за твоја возраст можеби е и малку несекојдневна, нели, темата? За во Романија, да, имаше многу различни реакции. Имаше, значи, од држави од Европа, кои што им дојде интересно, имав интересни коментари од тие од Африка, тие од Азија, затоа што некои не ни се толку запознаени со балетот, затоа што тој го има во мојот филм. И добив чудни прашања, пример, што, каков танц е ова, што сака да каже, како изгледа балерината, сето им дојде многу чудно. И исто и за техниката беа воодушевени, за начинот на кој што се тоа е представено и на уметнички, на технички начин. Се на се колку си задоволна од своето представување во Романија? Па да, доста сум задоволна затоа што имаше голема конкуренција. Така. Што можеме да очекуваме следно од тебе? Дали ќе одмараш сега после овој филм? Ќе конкурираш на некој можеби нови надпревари или веќе подготвуваш и нешто ново за гледачите? Ова лето би планирам да правам некои помали проекти филмски. Пократки филмови што правам и ќе видиме. Така, оставаме на времето да каже. Моменталната инспирација кај тебе, нели, секогаш е пресудна, барем така по емисиите, нели, како што сме разговарале, во моментот ќе ти текне на нешто да го направиш во филм и така и настанувале твоите филмови, значи можеме да очекуваме нешто ново, но кога ќе да знаеме, нели, кога ќе се случи. Драги, да разговараме повеќе околу самиот фестивал, колку е тоа добро да се учествува на вакви фестивали, каде што добиваш нови искуства, нели, разменуваш искуства со останатите? Овој фестивал, државниот фестивал на непрофесионален филм, е најпрестижна манифестација од ваков вид, затоа што Киносојузот на Македонија, како дел од Народна техника на Македонија,
ги собира околу себе непрофесионалните автори, кои што аматерски се занимаваат со филм, и еднаш годишно се одржува тој фестивал во различни градови во Македонија. Годинава тоа беше во Охрид. Јас и Ана неколку години веќе учествуваме, јас и пред тоа, како постар, на овој фестивал, и ова не се наши први награди. Ана пред малку кажа дека беше изненадена што добила награда. Предпоставувам тоа е заради незината скромност. Јас воопшто не бев изненаден, бев сигурен дека ќе добие прва награда, и тоа и се случи, затоа што го видов филмот во Тетово на промоцијата и пред тоа. И знаев дека е тоа многу квалитетен филм и бев сигурен дека ќе добие награда. Инаку овој фестивал е така интересна манифестација. Има филмови со различен квалитет. За жал има филмови што се навистина лошо, не аматерски. Аматерски значи кога се прави нешто од љубов, кои што се навистина така и занаетски така полошо направени, но годинава бев изненаден затоа што имаше и голем број филмови кои што беа навистина и професионално и креативно многу добро направени. Што не изгледаат аматерски нешто. Значи да, и во таа конкуренција оваа награда мене, а се надевам и на Ана, посебно ни значи. И интересно е што зедовме двајцата златна плакета за нашите филмови, а нејзиниот филм во категоријата на краток игран филм, а мојот во категоријата на експериментален филм. И тоа што не го споменавте, може би имавте намера, но сепак да не заборавите, мојот филм и филмот од Ана, мислам дека со уште 2-3 други филмови, е предложен да учествува на надпревар на светскиот фестивал Уника, што годинама се одржува во Дортмунд на 6 август и да ја представува Република Македонија во областа на непрофесионалниот аматерски филм. Што е одлична вест, уште една одлична вест, нели, за сите нас што ги цениме успесите на нашите сограѓани. Интересен податок е тоа што и сте роднини покрај и заедно освоивте плакети, нели, тоа разговаравме пред самата емисија. Убаво е да се слушне за вакви награди, да разговараме малку и околу твојот филм, околу експерименталниот филм 58. За што станува збор? Со Ана имаме разговарано и гледачите има можност да го погледнат филмот Секунда до вечноста, но еве да разговараме малку и за 58. Филмот 58 е многу интересен проект. Морам веднаш да кажам дека тоа е всушност заеднички филм, мој и од Ана. Идејата беше моја, јас сум режија на филмот. Ана многу ми помогна, затоа што таа беше, ја имаше камерата во раце и таа ја направи монтажата на овој филм. Инаку филмот настана сосема случајно. Уствари нема случајности во животот, идеите се таложат кај нас, од време на време излегуваат. Лани на мојот роден ден, на мојот 58-ми роден ден лани, Ана како моја внука дојде на гости и не ми донесе класичен подарок и реков: сега ти ќе ми направиш мене посебен подарок, ќе ми помогнеш да снимиме еден краток филм. И уште вечерта, ние, додека гостите беа во другата соба, ние во мојата соба бевме многу креативни и направивме еден краток експериментален филм, кој што трае само 27 секунди, но јас сметам дека носи голема филозофска порака. Сакав да си го обележам мојот роден ден, 58-миот роден ден. И всушност филмот е анимиран, експериментален. Во само 27 секунди се обидов да го прикажам мојот живот. Во филмот е прикажана мојата воопшто прва направена фотографија во мојот живот, кога сум имал 45 денови, и после Ана нормално ме сними, ме фотографираше или ме сними дента кога имав 58 години. Во тие 27 секунди, ако ги одбиеме овие секунди за најавата и за одјавата од филмот, тоа се уште помалку секунди, мојата прва фотографија, мојата последна до тогаш фотографија, а сето тоа помеѓу што сум го проживеал, а сум проживеал многу нешта во животот, не се гледа во филмот, но се гледа можеби на мојот лик дека во текот на овие години многу нешта поминале. Тоа е така некоја филозофска порака, но сето тоа беше многу убаво спакувано, тонот беше извонредно снимен, многу краток филм, многу брзо се одвива, просто како што од оваа моја перспектива и брзо поминува животот. Инаку филмот, кажавте дека од Ана
може да се види и мојот филм може на YouTube на мојот канал да се види. Само треба да се напише Драги Неделчевски и ќе се појави филмот 58, трае 27 секунди. Одлично, сите што имаат можност и сакаат да го погледнат. Да, може. Мене ме заинтересира самата тема на филмот. Ана, какво искуство беше ова за тебе? Уште еднаш го покажа твојот квалитет. Ете и Драгите пофали дека се било нели совршено направено. Какво искуство беше за тоа? Може би нешто поразлично за тебе до сега? Драги ми бил и инспирација во областа на фотографијата и на филмот. Ми давал совети, ми предложувал филмови и фотографии и ми беше и чест да работам на таков проект. Така. И како и секое снимање, така и ова ми беше многу интересно. Впрочем, тебе нели најинтересен дел од правењето на тие кратки филмови, тие снимањето, така ни кажа и предходниот пат. Ме интересира што за тебе значат критиките. Колку се важни тие критики, не само овие награди, но и критиките колку значат за еден артист да продолжи да твори, но да продолжи да твори подобро. Па важно е да се има критики, како ќе ги примам јас тие критики, како ќе ги разберам, дали ќе ги одбијам, дали ќе сметам дека навистина не е во право таа критика, се е до мене како... Така, треба критиките сепак да се добронамерни и да се од некој со искуство, нели? Не може секој да критикува се. Ама треба сепак да се слушне критика и од некој искусен и од најобичен гледач. Што може би е неговата перцепција ти значи и на тебе. Да, дека филмовите, фотографиите се за луѓето, не се само за експертите или за не знам за кого. За критичари. За критичарите. Но колку луѓето даваат критики, колку се осудуваат да го кажат тоа што го мислат во однос на твоите филмови, или добиваш само позитивни критики, тие што веќе ги знаеме? Па не добивам доволно критики, дали не се наоѓам од такви разговори или... Но сепак ми се потребни критики, повеќе лоши за понатаму да ги нема истите. Така, дали ти си се осудила да критикуваш некого, да му кажеш свое искрено мислење доколку нешто не ти се допаѓа во тој филм или таа фотографија, некој совет добронамерен дека нешто треба да се промени? Не толку често, мислам дека треба да давам и критики, ама може би треба, затоа што се представувам како личност од уметноста, мислам дека треба да имам повеќе знаење за да давам посериозна критика. Така, сепак твојата скромност повторно се јавува тука. Драги, што би рекол ти околу самите критики? Не сме разговарале и на оваа тема, колку се важни критиките за еден артист, фотограф, уметник, што и да е. На вашава публика ми се чини и во градов сум повеќе ме знаат како фотограф, отколку Така, тоа сакав да те прашам наредно комбинацијата. Отколку како филмаджија, но интересен е податокот, за тоа ќе разговараме подоцна, дека прво сум почнал да се занимавам со филм, да работам филм, а после фотографија, иако фотографијата можам да кажам дека е моја најголема љубов, но одговорот на вашето прашање се однесува и за фотографијата и за филмот и воопшто за сите критики за секоја уметност. Од почеток критиките многу им значат на авторите, погодово позитивните критики, а и негативните може да влијаат во негативна смисла, да се откажат од понатамошната работа, самодовербата и така натаму. Со текот на годините и со творештвото, барем кај мене е така случајот, јас сам чувствувам дали сум на вистинскиот пат, дали сум направил нешто добро или не. И ги слушам критиките, сакам да ги слушам, но тие немаат пресудно влијание врз мојот суд за тоа што сум го направил. Јас сум сепак последниот и првиот и последниот судија и знам најдобро, иако е тоа субјективно можеби, чувствувам некако, не можам да објаснам како, дали сум на добриот пат или не сум на добриот пат. Но во секој случај немам никаков проблем со критиките, добрите и лошите. И има уште една работа. Јас сакам да слушам, значи мислење од другите, за фотографиите, за филмовите и така натаму, но се соочувам со еден друг феномен, овде присутен, а веројатно и на други места, кога ќе ги прашам
како ти се допаѓа оваа моја фотографија кога ќе им покажам некоја, многу луѓе одговараат, па знаеш, јас не се разбирам од фотографија, не знам што да кажам. Често и одговор. тогаш едукаторот во мене се буди и велам, значи не е битно да имате завршено факултет за ликовна академија или не знам да бидете критичари професионални. Те прашувам дали кога ја гледаш оваа фотографија или кога гледаш овој филм, имаш убаво чувство или имаш некое чувство на нелагода, на незгодност, на дека нешто ти чкрипи, ти фали. Значи, така ги прашувам луѓето да кажат. Затоа што во природата владеат пропорции кои што се природно дадени пропорции. Не случајно небото е сино, тревата е зелена, морето е исто сино, не е розово или не знам како. Тоа се природни некои пропорции, склад на бои, кои што ни се пријатни, а има некои што не ни се пријатни. И сега, ако го знаете тој јазик, обилно може да го користите и во филмот, и во фотографијата, за да предизвикате определени чувства кај публиката. Тука се наметнува и прашањето колку сериозно се пристапува на уметноста, ние обичните луѓе, нели, што не се занимаваме со уметност, колку навистина ги гледаме и ги чувствуваме тоа се што ни се случува во нас, тие емоции кога ќе погледнеме некое уметничко дело, без разлика за што се работи, дали фотографија, слика, некоја уметничка или филм, или им приоѓаме, нели, така само колку да ги видиме, добро е или лошо е. Остануваме на тоа, нели, дека е добро или лошо, не пробуваме да ги анализираме нашите емоции во тој момент и какви чувства предизвикува сето тоа кај нас. Значи, нека знаат гледачите дека не се договаравме воопшто за прашањава, ама прашањево е изморено поставено и како да сум го нарачал. Што ми беше моабетот. Сакам да кажам дека вие гледачите, тоа што го гледате, дали е тоа музички видеоспот, дали е филм, дали е некоја балетска представа, дали е фотографија или слика, уметничка графика, или не е битно, вие ја гледате само врвот на сантата на мразот. Сантата на мразот има многу поголем дел што е под вода. Тој дел што е под вода, ние авторите, уметниците, кои што најчесто сме помалку мазохисти, од ваша гледна точка можеби непотребно се мачиме сега од ништо да создадеме нешто, наместо да уживаме во животот, нели? Како што се вели. Така. Вие го гледате само готовиот производ, што трае од 27 секунди, може да трае до неколку часа или не знам што. А додека сме дошли ние до тој производ, сме размислувале, сме работеле, сме пробувале, сме се откажувале, сме пателе, сме биле среќни, можеби неколку месеци, дури и години. Тој процес што го минуваме, тоа е само наш и тоа е најголемото богатство. И целиот тој условно кажано мазохизам што го доживуваме, мачејќи се себе си да направиме нешто, ми се чини дека е вреден на трудот. И затоа ние всушност живееме. Кога ќе го направиме делото, можеби групо звучи, тоа е најчесто за нас веќе завршена работа, мртва работа, тогаш може да уживате вие као публика, а ние веќе со мислите сме во некој следен нареден проект. Но колку не знам дали ви одговорив. Така, но колку публиката знае да ужива во тоа. Многу често не сме ни свесни за тоа што представува тоа уметничко дело, какво и да е за нас. Тука има друг феномен сега. Ние живееме во време на хиперпродукција и на бомбардирање со информации, па и со уметнички дела. Имате стотина канали на кабелските телевизии, имате интернет, имате пристап до библиотеки, до слики, до книги. Јас се сеќавам и на едно друго време, кога можеше да се купи само едно списание, некоја книга, не можехме да видиме репродукции, оригинали уште помалку. И сега живееме во едно време, има толкава хиперпродукција и понуда на такви работи, што доаѓа до презаситеност и луѓето не се задржуваат ни подлабоко на нешто. Така. Само наместо да читаат, ти скенираат, наместо да гледаат, прелетуваат, одат fast forward, одат напред и всушност гледаат, многу време губат гледајќи, а всушност ништо не гледаат за жал. Мислам дека би требало гледачите да се одлучат што е тоа што навистина ги интересира, добра книга, добар филм или нешто и да се внесат во тоа уметничко дело. Дали може би е потребна и реедукација во однос на културата и уметноста кај луѓето, бидејќи почнавме работите да ги правиме се по-површно и да им пристапуваме се по-површно. Наша улога како луѓе креативци што создаваат некои дела не е
прва улога да ги едуцираме луѓето, но автоматски со создавањето на нашите дела и со тоа што им го нудиме на луѓето да го видат, може би играме некоја улога во таа едукација, но тоа е долг и спор процес. Така, секогаш е. Да. Ана, што би рекла ти за ова, дали имаш нешто да додадеш на оваа тема? Во однос на тоа колку обичните гледачи нели ги перцепираат добро, лошо или воопшто не ги перцепираат тие пораки што сакате да им ги пренесете преку вашите дела? Па постои анксиозност кај луѓето, а и кај мене, кога има толку работи да се видат, и не знаеш што да одбереш и на крај ништо не одбираш. Тоа е парадоксот на Зеноновото магаре, стара филозофска приказна, извини што те прекинав. Уште Зенон, филозофот антички грчки, ја поставил таа теорија, едно магаре било врзано, имало 2 стога сено и се мислело од кој стог сено да проба, од ово или од оно, не, ово е поубав, ово е поубав, и така мислејќи се од каде да проба, умрел од глад. Тоа е тоа, продолжи. Да, мене тоа најчесто ми се случува и доколку нешто одберам да гледам. Тоа веќе нели. Да, и како беше тоа точно прашањето? Колку ги ценат колку знаат да ги перцепираат пораките што им ги пренесувате преку вашите дела? Дали воопшто се обидуваат да ги перцепираат тие работи или сето тоа оди површно, само колку да се види нешто, колку да се слушне нешто? Ја мислам дека е повеќе површно, за нешто да се биде во тек. Да се види што е модерно, да се види што другите прават и не е толку за смислата, туку за кој направил, како направил и зошто направил. Што е жал на вистина, сепак бидејќи пораките се силни, секој уметник нели сака да пренесе некоја порака, секој уметничко дело си има свое значење, но се помалку знае тоа да се препознае, бидејќи ете, како што кажа ти драги, оптеретени сме со многу информации, имаме достапно ние се, и што ни е достапно се баш како со магарето. Јована, знаеш дека живееме во време на тривија и на реалити шоу и дека ретко кој, како што прашуваш, се посветува вака поцелосно на некој филм или на некој музичко дело или не знам што, но ние сме задоволни, иако тој број е многу помал, но ако на вистина некој се посвети, па и никој да не се посвети. Знаете што, јас, не знам за Ана, сама нека си каже, јас за мене ќе кажам дека се што работам, и филм, и фотографија, и видео, јас тоа го работам прво за себе. Так. Јас да бидам задоволен. Ако некој најде дека тоа е интересно и за него, тоа е само бонус. Така верувам дека се чувствуваат уметниците, но јас сакам да се подигне свеста, мене тоа ми е целта, затоа се и ваквите емисии каде што зборуваме за уметност и за култура, да се подигне свеста, малку повеќе внимание да се обрати на сето тоа што се твори. Помалку внимание да се посветува на тие некои нели небитни работи што. Па има, луѓето често пати некритички зборуваат за друштвените мрежи на интернет, не чинела ова, има само глупости и така натаму. Тоа се само алатки. Значи секој може, зависи од себе, може да ги користи така како ќе ги искористи. Може да се дојде до навистина вредни, например, сите знаат за YouTube. Многу помалку луѓе знаат за видеоканалот Vimeo. Например, Vimeo е канал кој што е наменет за висококвалитетни, поартистички видеопродукти, филмови и така натаму. Тој топло го препорачувам. Таму скоро да не може да се промаши. Било кој видео да се гледа е добро. Значи, човек ако сака може да најде. И така што ние цело време работиме за нас, но од друга страна пак и таа вистина постои дека сепак филмовите што ги снимаме и фотографиите што ги правиме, ако тие никој не ги види, тогаш се поставува прашањето зошто па и тие се тогаш и направени. Но како што кажа ти пред се тие се за вас, нели? Пред се тие го сликуваат вашиот живот, вашите емоции, да се надеваме само дека свеста ќе се подигне и дека повеќе ќе се ужива во културата, во уметноста, бидејќи за тоа и служи, нели? Веројатно сега треба да кажем да се надеваме. Така, но знаеме како да работите. Ме интересира, имаш донесено со тебе те реквизити, ти објасни ни за што станува збор, што имаме тука? Па, донесов 2 камери, донесов една прастара камера, ова е филмска камера, 2x8, целата е направена од железо и е целосно механичка, работи на федер. Значи, со оваа камера се снимало
пред, не знам, 30, 40, 50 години. Ова е тој звук. Тој е стар филмски звук. Тој е стар филмски Така. звук. Филмовите траеја само 3 минути, квалитетот не беше на завидно ниво, немаше никаков тон, ги праќавме во Загреб или во Австрија на развивање и очекувавме, не знаеме што ќе добиеме од тој филм. Тоа е таа стара камера и јас всушност прво сум почнал да се занимавам со оваа камера со филм, а потоа го купив мојот фотоапарат. А во денешно време со овие современи фотоапарати и камери во едно, какви што имаме јас и Ана, тоа се високо напредни компјутеризирани фотоапарати и камери за снимање. Снимањето е многу полесно, многу поквалитетно, а тоа значи дека може да се посветите на содржината, наместо да мислите за тие технички детали, како да се снеми, дали да биде во фокус или не знам што. Техниката е битна, но сепак е секундарна, ми се чини. Примерно е содржината, што сакаме да прикажеме, и сега е снимањето видео, технички гледано, piece of a cake, или многу лесна работа. А ако немате идеја, да не биде претенциозно да кажем, ако немате талент, ако немате идеја и како тоа да го склопите, може да имате и најскапа камера и да не направите да биде за џабе. Добра паралела е како тоа се правело порано, како се прави денес, колку било порано потешко, нели, колку повеќе внимание се посветувало на тие технички делови од самата продукција на нешто, а сега е тоа многу поедноставно. Интересно што гледачите имаат можност да видат оваа стара камера од пред 50-60 години. 40-50, може би 60 години е стара. Така. Од минатиот век, од средина на минатиот век. Да, не си го заборавам прашањето, започнавме малку, начнавме таа тема, фотографијата ти е нели неголема љубов, но кажа дека си започнал со продукција на филмови. Как оваа паралела, верувам, не е некоја, Јана нели има таа паралела фотографија и филм, но да зборуваме малку и за разликите. Ти ги правиш и двете нешта, која е разликата? Колку полесно или потешко се пренесува емоција или порака преку фотографија или филм? Па во неколку реченици и на нашите гледачи, кои што може би воопшто и не размислуваат на оваа тема, мислам, морам да приметам, поставуваш извонредни прашања, а навистина ништо не сме се договарале. Разликата, значи, филмот е дете на фотографијата. Всушност филмот е составен од многу фотографии кои што се пуштаат со поголема брзина и се добива илузија на движење. А фотографијата е неподвижна, филмот е подвижен. Основната разлика, според мене, е во тоа што филмот, кој што го прави режисерот, ви сервира вам приказна која што вие мора да ја следите. Вие можете да направите пауза и да гледате една поединечна фотографија, на тоа веќе не е филм, нели? Така. Но филмот го следите, всушност вие мора да ги следите мислите и идејата на тој што го направил филмот на таков начин, на како што го направил. Филмот е прекрасен медиум, може многу нешто да се прикаже, јас обожавам да гледам филмови, си имам своји фаворити, но за тоа друг пат. За филмот е потребен дополнителен уред. За да гледате филм, ви треба или проектор, или ви треба некој CD плеер, или ви треба телевизор, или не знам што, мобилен телефон и така натаму. Од друга страна, фотографијата е примарно нешто, таа е стил, неподвижна, значи, може да направите фотографија, да ја носите в джеб, да ја имате во вашиот мобилен телефон, може да ја ставите на зид, може да ја ставите во филка, може да ја гледате истата фотографија со часови. Од една фотографија може да си направите милион приказни, за разлика од филмот, што ви го сервира режисерот. Така што тоа се битните разлики и ми се чини дека се сосема и различни медиуми, иако се тесно поврзани меѓу себе. Јас ги сакам двата, но сепак поблиска до мојот начин на размислување, да кажем, и до начинот на гледање на светот е фотографијата. Но кога ќе кажам тоа, па го сакам филмот, па после ќе кажам тоа, ја сакам фотографијата, но сепак ми се чини има мала предност, но иако сум вака се надевам барем во овие локални рамки доста успешен во двата медиума. Како што велат, нели, фотографијата содржи илјада зборови,
Тоа така е. Универзален јазик. Так, и сите можеме различно да ја перцепираме, различна приказна да направиме. Интересен одговор. Дали ти понатаму продолжуваш и со вакви експериментални филмови? Дали може да очекуваме нешто ново такво и од тебе? Ана снима кратки играни филмови, што тој жан мене воопшто не ме интересира и тоа е убавината на уметноста, значи секој може да се одбере како ќе се искаже. Јас многу сакам документарни филмови и кратки експериментални филмови. Поаѓам од принципот дека помалку е повеќе и сакам на необичен начин обичните нешта да ги прикажам и мислам дека со филмот ќе продолжам снимајќи документарни и експериментални, но главно документарни филмови. Таа област многу посебно ме интересира. А кога сме кај фотографијата, не знам дали смеам и можам да кажам, ексклузивна вест на ТВ Ултра, дека планирам самостојна изложба на фотографии на 7 јули во Уметничката галерија Стариот Тамам во Тетово. Одамна не сум изложувал самостојно во Тетово. Ќе биде одлична можност за сите љубители на фотографија. За деталите ќе бидете известени на време. Така. И сите што се запознаени со твојата фотографија знаат за што станува збор, што ќе ги очекува на таа изложба, оние што не знаат, те нека дојдат на 7 јули нели да погледнат со каков тип на фотографија се занимаваш и кои се твоите приказни. Така. Кои што сакаш да ги раскажеш, а уште многу приказни, нели сите ќе си добијат. Може би некој ти кажал дека изложбата носи наслов кратки приказни. Те се не знаем за ова, не знаеш за тоа. Така. Ана, дали може би ти би сменила и некој друг правец или се задржуваш на овие краткометражни играни филмови? Дали би експериментирала и со нешто друго? Имам снимено и 2 експериментални филма. Исто тие ми се експерименталните филмови ми се многу толку омилени, како и кратките играни, тоа што има повеќе слобода за изразување. Нема некои врзани принципи кои што малку, а во играниот филм, ако малку излезеш од нив, се смета за експериментален. Така, првосино некои го сметаат за експериментален, јас сум го сметала за игран, но гледам дека повеќе наликува на експериментален филм. А за документарен се уште немам некоја таква визија за да снимам таков филм. Дали се замислуваш можеби некогаш како режисери на долгометражен игран филм? Професионално не, но би сакала да снимам и долгометражен филм. Така, само треба да дојде некоја интересна идеја за тоа, нели, да се спои, да се направи концепт. Се може да се случи во идеја. Само идеја да си има, другото е лесно. Така. Ви благодарам многу на денешниот разговор, навистина интересен разговор, начнавме некои интересни теми. Навистина се немавме договарано за прашањата, но ете, има можност гледачите да уживаат и да слушнат и нешто ново, нешто за кое не сме разговарале до сега, да се посветиме малку на уметноста, на културата, да начнеме некои теми како ние ја перцепираме, како вие ја перцепирате како уметници, нели? Јас се надевам дека ќе имате уште многу успеси, уште многу вакви златни плакети, но и дека ќе продолжите да творите и да ја раскажувате вашата приказна преку вашите дела. Ви благодарам што учествувавте во денешната емисија. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор. Уживавме во разговор за фотографија, филм, уметност, култура. Јас тука се одјавувам, продолжуваме со одлична музика. Вие уживајте, останете со нашата